Добро вечер, Бехчево. Добро вечер, древни луѓе, луѓе домакини, луѓе патриоти. Уште само 3 дена до големата победа. Уште само 3 дена и ќе ставиме крај на сите поделби, кантонизации, федерализации и што уште не. Уште само 3 дена. Граѓаните на Република Македонија ќе исподат пораката и до чадорот, и до домашните слуги и предавници дека македонскиот народ сака напредна, просперитетна и унитарна Република Македонија. Почитувани пријатели, 2,5 години не труе ја обвинуваа со лаги. Не обвинуваа дека изборите во 2014 година биле наместени, дека 150.000 гласови биле украдени. Но, откако Оливер Спасовски стана министер за внатрешни работи и откако видела дека тоа е лесно проверлив податок, наместо да се извинат и да се скријат некаде, измислија нова лага, дека на избирачкиот список имало 560.000 фантоми, 360.000 фантоми, 240.000 фантоми, за да денес си го потпишат избирачкиот список кој што е ист како на предходните избори. И повторно, не собеа ниту храброст, ниту доблест да се извинат за овие лаги. Почитувани, ние не ни очекуваме било кој од нив да има храброст и доблест за било што. Тие јавно ветуваат двојазичност, федерализација и се пазарат со македонските национални интереси само и само да се докопаат до некоја фотеља. За тие луѓе, Македонија била крива за се на Балканот. За нив нема ништо свето, ниту јазик, ниту култура, ниту традиција. Го слушнавме заедно што се еднуди на албанските иселеници во Берн во Швајцарија, кога собираше аплаузи за националните предавства кои што планира да ги прави, имав чувство дека луѓето кои што го слушаа таму си велеа: па ние ваков како тебе бараме 70 години. Да, почитувани пријатели, 70 години ниту еден македонец не зборувал за вака опасни тези кои што се погубни за македонскиот народ и за македонската државност. Заев, како да не одел на училиште и како да не ја знае историјата на својот народ, за тоа колку многу маки, тешкоти и неправди му се случувале на нашиот народ во сонот за да дојде до собствена држава. И сега, во 21. век, се раѓа човек желен за моќ и пари и кој има намера целиот овој вековен сон на македонскиот народ да ни го погази. Почитувани, желбите на Заев и на СДСМ се едно, ама реалноста е нешто друго. Нашиот македонски народ многу добро си ја знае и си ја почитува собствената историја. Нашиот народ ќе успее да ја зачува државата, културата, јазикот и традицијата. Граѓаните на Република Македонија од сите изборни единици, а особено од тука, од изборна единица број 3, со референдумско изјаснување ќе му кажат збогум на СДСМ, збогум на Заев, збогум на Шекеринска и целата таа гарнитура ќе ја патат пораката дека секој оној политичар кој што во иднина ќе се обиде да тргува со македонските национални интереси, ќе заврши онаму каде што му е местото, на бољиштето во историјата. Почитувани пријатели, во име на сето ова, ве повикувам во недела, уште од раните утрински часови да излеземе и да ја поддржиме коалицијата за подобра Македонија. Да го дадеме својот глас за носителот на листата во изборна единица број 3, господинот Илија Димовски, и да почнеме да славиме за тоа што сме успеале да одбраниме државата и однатре и однадвор. Да направиме победа која што ќе влезе во историјата. Да направиме победа на која што ќе бидеме горди. Да направиме победа за еден ден со високо исправена глава да им кажеме нашите деца и внуци: да, и јас бев дел од генерацијата која што ја спаси Република Македонија. Да, и јас бев дел од генерацијата која што го трасираше патот за Република Македонија да биде силна, унитарна, просперитетна и економски напредна држава. Да сте живи и здрави, да живее Македонија!